4 пожари се активни утрово низ земјава, информира Центарот за управување со кризи. Најсериозен е пожарот во општина Чучер Сандево, каде гори шумски појас кај селата Чучер и Блаце. 3 хеликоптери и противпожарни екипи на град Скопје, комунални служби и Црвен крст активно го гаснат пожарот. Водата се полни од специјален базен на терен. Се сомнева дека пожарот е предизвикан од отпушок фрлен од возило или е намерно подметнат. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, апелира граѓаните да бидат совесни. Покрај пожарот во Чучер Сандево, активни се пожари и кај прилепското село Бешиште, селото Црешнево во Македонски Брод и Подсолунска глава во општина Чашка. Најмалку 81 лице загинаа, а уште 41 се водат како исчезнати по катастрофалните поплави што го погодија централниот Тексас во петокот. Најмногу жртви има во округот Кер, каде што беше поплавен камп за христијански девојки покрај реката Гвадалупе. 10 девојчиња и еден советник од кампот Мистик се уште се бараат. Официјалните лица стравуваат дека бројот на жртви ќе расте бидејќи спасувачите се соочуваат со тешки услови и отровни змии при пребарувањето низ скалта и урнатините. Гувернерот Грег Абот изјави дека спасувачката мисија преминува во операција за опоравување, ветувајќи дека нема да престанат додека секое исчезнато лице не биде пронајдено. Катастрофата започна кога реката се искачи за 8 метри за само 45 минути додека камперите спие. Меѓу загинатите се и 28 деца и директорот на кампот. САД ќе испраќаат писма до своите трговски партнери за нови договори и царини почнувајќи од понеделник, објави председателот Доналд Трамп. Новата мерка следи по воведените основни царини од 10% за увоз од речиси сите партнери, кои беа паузирани за повеќето земји за 90 дена. Од понеделник пладне, писмата ќе бидат доставени до различни земји ширум светот, најави Трамп преку Truth Social. Дополнителни 10% царини ќе важат за земји што поддржуваат антиамерикански политики на групата БРИКС. Трамп нагласи дека нема да има исклучоци од новата политика. Министерот за трговија Хауард Лутник појасни дека царините стапуваат на сила од 1 август. Со овој потек, САД сакаат да ги натераат другите земји да ги намалат трговските бариери за американскиот увоз. Првата сесија индиректни разговори во Доха за прекин на огнот не успеа бидејќи израелската делегација немала вистински овластувања за договор со Хамас, тврдат извори блиски до преговорите. Разговорите продолжија вчера, токму пред третата посета на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на Белата куќа во рок од 6 месеци. Нетањаху, пред да замине за Вашингтон, изјави дека израелските преговарачи имаат јасни инструкции да постигнат договор за прекин на огнот. Сепак, условите за прекин на огнот се поставени според тоа што Израел ќе го прифати, што според наблюдувачите ја комплицира можноста за конечен договор.